Хидроенергијата е најчесто користениот обновлив извор на енергија во светот. Сепак, додека водата му обезбедува на светот чиста енергија, има и некои недостатоци. Во оваа епизода зборуваме за предностите и недостатоците на хидроенергијата. Хидроенергијата е целосно обновлива, што значи дека никогаш нема да исчезне се додека водата тече. Како резултат на тоа, хидроцентралите се изградени за да траат. Но за да се изгради хидроцентрала, изворот на проточна вода мора да биде покриен со брана. Ова ги спречува рибите да стигнат до нивното место за размножување, што пак влијае на секое животно во овој синџир на исхрана. Како што водата престанува да тече, живеалиштата покрај реките почнуваат да исчезнуваат. Создавањето хидроелектрична енергија не ослободува емисии во атмосферата. Ова е, се разбира, најголемата предност од кој било друг обновлив извор на енергија. Но додека вистинското производство на електрична енергија во централата не произведува емисии, емисии се создаваат од резервоарите. Растенијата што се наоѓаат на дното на резервоарот почнуваат да се распаѓаат. И кога растенијата умираат, тие ослободуваат големи количини јаглерод и метан. Хидроенергијата е убедливо најсигурната обновлива енергија достапна во светот. За разлика од сонцето кое заоѓа или ветрот кој стивнува, водата обично има постојан проток. Но, иако хидроенергијата е најсигурна обновлива енергија на располагање, таа зависи од количината на вода на која било локација. Така перформансите на хидроцентралата би можеле значително да бидат погодени од суша. Бидејќи хидроенергијата е толку сигурна, хидроцентралите всушност може да го прилагодат протокот на вода. Ова овозможува постројката да произведува повеќе енергија кога тоа е потребно, или да го намали производството на енергија кога тоа не е потребно. Ова е нешто што ниту еден друг обновлив извор на енергија не може да го направи. Но кога се градат брани на повисоки надморски височини, тие представуваат сериозен ризик за секој град во близина што е под него. Иако овие брани се изградени и се многу силни, сепак постојат ризици. Хидротехниката постојано расте додека светот почнува да ја намалува својата зависност од фосилните горива за енергија. Иако има многу добри и лоши страни на хидроенергијата, кога ќе ги споредите со заканата од климатски промени, несомнено е подобра од која било друга фабрика за фосилни горива. Хидроелектраните кај нас се акумулациони и проточни, со просечно годишно производство од 1200 гигават часови, а вкупната инсталирана моќност изнесува 554 мегавати, односно 40% од вкупните капацитети на АДСМ.